Ќе видиме која е зоната на интерес. Мислам дека во делот на отварањето на странски инвестиции можеби ќе најдеме филозофија со обзир на тоа дека Македонија е одлична дестинација за присуство на европските пазари. Знаете дека имаме потпишано трговски спогодби со поголемиот дел на државите во Европа, што е одлична шанса за некој што би сакал да дојде на европскиот пазар. Мислам дека глобализацијата упати на тоа дека Македонија не треба само да биде фокусирана на пазарите на Европската унија и треба да бара секаде каде што има партнери низ светот. Значи, ние се определивме за политиката на не градење на зидови, но градење на мостови. Мислам дека како мала економија важни ни се сите пазари кои имаат повеќе потенцијал и мислам дека македонците нема да искуваат ништо со тоа што ќе имаат подобра комуникација со Мексико, особено ако таа иницијатива доаѓа и од мексиканска страна. Така да денеска ќе имаме прилика да видиме презентација на нивната економија, што е сето она што ќе биде предмет на комуникација и размена, ќе видиме веројатно постојат повеќе аспекти на економската соработка. Трговската размена со Мексико е отприлика околу 21 милион. Се разбира, она што не загрижува е дека имаме трговски дефицит од скоро 14 милиона. Македонците извезуваат околу 3,3-3,4 милиона на мексиканска територија. Меѓутоа, интересно е дека не извезуваме суровини, него извезуваме готови производи, делови, репроматеријали, контейнери, значи производи кои се со поголема додадена вредност. Така да во тој сегмент гледаме можност, особено во металниот сектор гледаме големи потенцијали. Како што споменавте, таа групација на телеком компании се определи да на македонскиот пазар биде застапена преку посредничка фирма, како што на времето Deutsche Telekom се определи да дојде на македонскиот пазар преку унгарскиот Телеком. Они сега се овдека преку австрискиот Телеком, преку VIP глобалната обединување на телеком сегментите. Да, се слагам со вас дека не дојдоа директно и не дојдоа на максимално можен начин како што се очекуваше. Би било добро да ги видиме навистина да влезат во македонскиот телеком пазар со обзир на тоа дека телеком пазарот остана прилично штур сегмент во нашата економија, кој понатаму генерира огромни профити, меѓутоа само за една компанија. Останатите надпреварувачи на пазарот се малечки компании кои тешко се носат со него, со телеком. Ќе видиме која е зоната на интерес. Мислам дека во делот на отварањето на странски инвестиции можеби ќе најдеме филозофија со обзир на тоа дека Македонија е одлична дестинација за присуство на европските пазари. Знаете дека имаме потпишано трговски спогодби со поголемиот дел на државите во Европа, што е одлична шанса за некој што би сакал да дојде на европскиот пазар. Bueno, estamos aquí, hemos venido de México para precisamente explorar las posibilidades que tenemos de desarrollar negocios con Macedonia. Дојдовме тука од Мексико за да видиме кои се можностите што постојат за развивање на врски односи со Македонија. La delegación que viene es tanto del sector gubernamental como del sector privado. Делегацијата која што доаѓа е како од владиниот, така и од приватниот сектор. Y lo que queremos hacer es precisamente tener la oportunidad de un intercambio para actualizar nuestras perspectivas y poder identificar oportunidades de inversión y de negocios. Она што сакаме е можност за да ги актуализираме нашите можности за контакт и за отварање на нови соработки. Como bien señala Anthony, nuestro comercio es incipiente. Како што покажа претходниот соговорник, значи нашата активност е за напредување. Pero la idea es precisamente continuar trabajando juntos para poder identificar esas oportunidades de negocios y promover e impulsar nuestra relación comercial. Целта е да се продолжи понатаму со заедничка соработка и да се поттикне да се зголеми таа меѓусебна соработка. Estamos muy agradecidos con la Cámara por hospedarnos y darnos esta oportunidad de tener este encuentro. Благодарни сме и на Стопанската комора за можноста за гостување и за оваа средба. Este seminario es el primer resultado de un acuerdo de colaboración que se firmó recién en diciembre de 2016. Овој семинар е како резултат на еден договор кој што се потпиша неодамна во декември 2016 година. Así que vamos avanzando paso a paso. Ќе одиме чекор по чекор. Y estamos convencidos de que nuestra relación tendrá que ser mejor. И сигурни сме дека нашите врски ќе мора да бидат подобри.
Tan estamos interesados que precisamente por eso estamos aquí. Заинтересирани сме и токму заради тоа сме тука. Ustedes van a ver durante el seminario que nos vamos a enfocar en 3 sectores И за време на овој семинар ќе видите дека ние ќе се насочиме кон 3 сектора, que definimos con antelación, кои што беа пред време de дефинирани, manera conjunta con la Cámara, заедно со комората, pero desde luego estamos abiertos a desarrollar otros sectores. но секако ние сме подготвени за развивање и на другите Y el сектори. propósito del seminario es precisamente ahondar sobre esta información para poder identificar con mayor precisión esas oportunidades de inversión. И целта на овој семинар е токму таа, да се прецизираат можностите за развивање на контактот во другите сектори. Lo relevante es que aquí estamos, Битно е тоа дека сме ние тука, estamos trabajando работиме y ya informaremos los resultados. и ќе информираме за резултатите.